Почитувани мој добар ден. Време е да почнеме новата црвена линија. Со затворањето на вентилот во Украина, Министерството за енергетика одговори дека криза за газ ке нема. Но од ЕСМ не мисла така, бараат зголемување на цената за 20% на парното и топлинската енергија, оправдувајќи го барањето со зголемените трошоци за набавка на гориво. Минатата година со старт на грејната сезона беа набавувани количини газ за 3 месеци. Сега тоа се прави за период од 1 месец. Зошто не е набавен газ за цела сезона? Зошто се набавува месец за месец? Може ли? Може. Но дали смее да поскапи парното среде грејна сезона? Дали регулаторната комисија треба да го одобри ова барање? Ова се низата прашања кои што денеска ги поставуваме во црвена линија секако до вас, но кога сме кај прашањата, поставено е веќе и прашањето на Инстаграм, односно денешната нова анкета на црвена линија. Ако кликнете најнапред и не заследите на Инстаграм стори, ќе ве пречака следното прашање. А тоа е ќе се зголеми ли цената на парното грејење среде зима. Како што гледате, имате две опции за одговор. Значи, ако сметате дека ќе се зголеми, кликате на полето да. Ако сметате дека нема да се зголеми, кликате на полето не. Ке ги сумираме резултатите како и секогаш во проценти и стандардно ке ги соопштиме некаде конкретно во издание на црвена линија. Како е да е, денеска и со нетрпение очекуваме да го почнеме и ова издание и верувам дека и оваа црвена линија граѓаните ќе бидат активни секако со вртењето на нашиот добро познат телефон 023070005. Напомена за оние кои што ќе бидат нови, односно за прв пат ќе се вклучат во црвена линија, ве замолувам целосно да го намалите и тонот на ТВ приемникот. Јас и вие да зборуваме само преку телефонска слушалка. Ајде да почнеме, ако имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Од режија, дали имаме некој на линија? Ништо, најверојатно се исклучи првиот гледач. Како и да е, еве уште еднаш напоменувам, значи вртете го бројот 023070005, тоа е стандардно. И ве молам по превземањето од режија задолжително намалете го целосно тонот на телевизорот од проста причина, за да немате чувство дека не сте вклучени, дека некој друг наместо вас зборува и секако да не се создава фонија или нешто со кое што нема добро да се слушнеме. Секако имаме многу прашања и почнуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Вие сте ни првиот гледач во оваа црвена линија. Да не следува награда, не? Има на друго место следуваат наградите. Таму ќе ве пречекам секако, но еве кога имаме вакви прашања... На телевизија сакам околу ова, зашто набавката на газ, тоа ја знае владата, зашто ЕСМ е сепак државна компанија, не е како БЕК и топлификација бивши. Тоа е по широка работа малку, зашто се одземени лицензиите на топлификација, па на БЕК и така. Јас друго малку ќе излезам од темава, грејењето оти треба да поскапи, за разлика ние што не сме корисници, кои плаќаме по 1 метар кубен дрва по 5000 денари, а за 60 квадрати стан плаќат 1500 денари и плюс на ратини е тоа. Јас околу Евано би сакал, не се читани овој месец струјомерите ни дојда 100% поскапени сметки за електрична енергија. Ако сум платил во декември 2000 денари, сега ми дојде сметка 4400-4500 денари. А нема киловатите се тие. Не се читани и ставене паушал. Што ви одговорија од таму, еве, дали реагиравте? Молам? Дали реагиравте, што ви одговорија од таму? Па не сум се уште, треба да се јавам во... Треба да се јавите. Значи, ќе се зголеми ли цената на парното грејење среде зима? Како ви се чини? Да или не? Да, би требало. Може би требало во септември, кој е почетокот на сезона. На платната сезона почнува во август. Може требаше во јули да им се одреди цена, да побараат цена. Затоа гледаме, енергетската криза се повеќе уште ќе се продлабочува, али
Јас правам споредба со овие жители што не се корисници на парно грејење. Така, големо благодарам, еве со вас ја започнуваме оваа црвена линија. Верувам дека ќе го санирате проблемот од кој што сте затечени, односно со огромниот пораст на сметката на цената на струјата. Но денес во црвена линија прашуваме зошто не е набавен газ на време за цела сезона и дали смее да поскапи парното грење и тоа во ек на среда грејната сезона. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Значи, видиш какви сме ние луѓето. Претходниот гледач рече дека не користи парно и треба да се качи. А ако користеше парно, ќе речеше не треба да се качи. А зошто така? Значи, ние цела година, еве јас користам парно, значи ние цела година плаќаме, плюс да се запрашаме дали имаме добро грејење годинава. Значи, се некако се поремети кога беше бек, бар имавме некое грејење. Сега да кажеме, ни им текнало денеска во 12 часот до 4 часот ние немаме грејење. Така им текнало. Се јавуваме да пријавиме, па ќе добиете повратна информација, нема никаква повратна, додека кога беше бек имаше и повратни информации. Така да некако сега па зошто не биле домаќини па да си набавеле газ на време, значи знае они дека треба да се зошто треба како луѓето си купија дрва, нели си се снабда за цела зима, така и тие требале да направат. И сега што сега ќе си играме топло ладно, ќе ни прават тука нас експерименти со нервите, ќе го качиме парното, па ние што да правиме, па како да правиме, значи ова е крајно безобразно, Тина. Не знам каква им е оваа игра, ама воопшто не ми се допаѓа. Така да луѓето нека покажат малку разбирање за тие што сме со парно и како и што ние ги разбираме нив што не се со парно. Така нека научат малце што е емпатија, нека научат малку како изгледа тоа, како ни е на нас, како ни е на нив. Така да поздрав многу и убав ден на сите. Најубав ден и вам, сега го останете со нас, се уште сме на почетокот и со нетрпение очекуваме да ги слушаме одговорите од останатите гледачи. Напомена една пред да вклучиме нели следен гледач или можеби гледачка, преку коментари и споделување активно учество во оваа дискусија можете и на Facebook. Нашиот профил е Црвена линија, се подразбира, но и на профилот на телевизија Телма, доколку го заследите, ќе видите дека и таму ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Ке читаме коментари измеѓу јавувања, продолжуваме секако со вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас во Црвена линија. Имајте убав работен ден, господице. Благодарам и вам, убав ден. Па сега... Да си жива и здрава, еден чичко се јавува. Драго ни е, и вам ви посакуваме многу здраве и секако многу береки. Свака ти час. Со кеф ке зборам со тебе, да ти кажам искрено. Драго ми е. Така, видите, ја се јавувам ути на дрва се греам. Така. Меѓутоа, полонската година, катастрофа беа дрвата. Ланската година 35, оваа година се намалија. Мене ме интересира тоа Сдружење на пензионери што вклучува договори. Се са господице инспектори у полиција што беа. Се са председатели на Сдружење на пензионери. По 40-35 имат пензии. Штип, како Источна Македонија, е најголем град. Секоја втора фамилија е сам. Има старички дом, не ги интересира ги профитот. И кога ќе ти донесат дрва како колци за патлиџани. То ја не знам, има водели ред за овие преседатели, кој ги стави тамо преседатели, само се гласат, само се унедуват. Дали тие нини големи пензии ги дават за комунитарни цели? Ајде, според вас, зошто не е набавен, например, газ за цела сезона? Зошто се набавува месец за месец? Гасо не знам, ни ја во источниот дел имаме дрва, ние на дрва. Меѓутоа, зашо полани беа 5 по 6.000 динара? Па санаа 5.000, сега 3 по 4.000. Зашо не ги прашате тие председатели на местни комитети? Благодарам многу, еве, што се вклучивте во денешната дискусија на Црвена линија и сега го што споделивте од ваш агол со оглед на тоа што во главниот град најчесто корисниците се на парно грејење, односно сакам да кажам, тоа и не е карактеристично можеби за останатите градови, но верувам дека секој од вас секако ќе сподели во однос на грејењето, еве и во однос на
тоа како се снаоѓате, но и во однос на тоа што мислите генерално, верувам имате став, зошто не е набавен газ на време за целата сезона. Дали сметате дека треба да има покачување на парното грејење и тоа за цели 20% во екот на грејната сезона? Добар ден. Хало, добар ден. Ве слушаме во црвена Се линија. слушаме? Да, повелете. Вака. Каква е та влада, каква е та држава да дозволи нафта да нема за автобусите и народот урлат? Сега да нема газ за грејење. Каква држава сме ние? Па не сме да се слушни то, не сме да се каже, не сме да се прави муабет, не сме да се дозволи. Рабилукон го откриват, ама некако што треба, малце. А ова го откриват дека нема газ. А вамо пленот не го откриват. Ако случајно им избега на некој, да излези некој рок, ќе го откријат. Ама како не се срамаме? Немаме способни луѓе. Овие се сите со фалш дипломи. Треба од корен да се ивчистат. Фалш дипломи. Докторирале дома, учеле дома, им се пишала диплома. Не знам овој Мерко дали пишува уште таму, што прави, не знам како му е. Кажете ми, според вас, дали регулаторна комисија треба да го одобри ова барање на ЕСМ за покачување на парното грејење од 20%? Абе за покачување, ако на берзите се покачува, ќе се покачи кај нас. А не да покачуваме ние да заработуваме, ќе следиме од надвор како го добиваме, така да се процесира тука. Треба домаќини луѓе да водат ова хаос се измешано се и свешто. Ова не знам до кај вака држава, затоа барат да не потисат, да не постоиме. Ви благодарам и вам за одговорите и секако за учеството во црвена линија. За сите кои што сте заинтересирани, ја верувам дека сте, да бидете секако информирани целосно и квалитетно за секако топло препорачуваме да кликнете и на telma.com.mk. Во однос на темата за која што зборуваме денес во црвена линија со вас, секако вашето внимание да го задржите на следниот наслов. ЕСМ производство поднесе барање за покачување на цената на парното и топлинската енергија за 20%. Ваквото покачување би значило зголемување на сумата која ќе биде издвоена за оваа намена на 14,5 милиони евра, со што би се испорачале околу 254,7 милиони киловат-часа топлинска енергија. Од ЕСМ нагласуваа дека ова покачување е неопходно за да се одржи стабилноста на снабдувањето со топлина, за да се обезбеди континуирана услуга на потрошувачите. Црвена линија прашува зошто не е набавен газ за цела година, зошто се набавува месец за месец. Може ли? Може. Но дали смее да поскапи парното среде грејна сезона и дали ви се чини дека регулаторна комисија и треба да го одобри ова барање од ЕСМ? Ке се зголеми воедно и цената за парното грејење среде зима? Дали сметате дека тоа и ке се случи или нема да се случи? Тоа се низа прашања кои што денеска ги поставува црвена линија. Добар ден. Ве молам, намалете го целосно тонот на телевизорот. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Телефона слушам. Стишете го телевизорот. Тоа се клучив тако, некаде да му клучите во живо. Дали сме добро, дали се слушаме? Добар ден. Сега ве слушам. Така, го намалија ли тонот на телевизорот? Тоа е многу важно. Како може да поскапа сега на пола сезона? Намалете го тонот од телевизорот, ве молам. Како може да поскапа? Еве намален, тотално е намален како и мене. Добро, ајде почнете сега. Вратете ги секундите, ве молам. Како можат на пола сезона да поскапат било што, без разлика што? Сега добија фотеља и сега ќе поскапува да уништат народ, да го уништат малостопанственици, да уништат сиромашниот народ.
пензионери, работници и така натаму и така натаму. А дали можат они нивните апанажи да ги направат на 300.000 денара, а пензионер да прима пензија 12.400 денара? Дали можат они, например, да ги укинат тие апанажи од 300.000 денара, да не прима никој тие апанажи и да ги покачат пензии, па после нека покачуват све. Ама да покачат, да направат 60.000 минимална пензија, работничка плата минимална од 90.000 денара, социјално минимално 50.000, инвалидска пензија минимално 100.000 денара, затоа што човекот е инвалид, не може да заработи така натаму. Онда може да покачуват. А овака, ја не знам како они можат да покачуват, посебно сега се покачени сите 40% у маркетите цените последните 3 месеца. Благодарам многу за вашите одговори и секако за учеството во ова издание на Црвена линија. И како што напоменав, значи, учество можете да земете и преку коментари и споделување на нашата Facebook страница Црвена линија. Сега и ќе ви покажам како изгледаме таму. Секогаш низ графика или пак фотографија Црвена линија ги објавува темите. А денес прашуваме дали смее да поскапи парното на средина на грејната сезона. Го имаме и првиот коментар. Лазар Станоевски напишал: парното може да поскапи среде сезона само ако регулаторната комисија за енергетика одобри промена. Ако има таква одлука, таа се објавува јавно. Ако се сомневате во неправедно поскапување, може да се пожалите до регулаторната комисија за енергетика. Благодарам многу, господине Станоевски, за вашето учество преку коментар. Останатите, пишувајте, секако ќе ги читаме коментарите меѓу вклучување гледачи. Добар ден! Еве и овде не е намален тонот на телевизорот, ве замолувам, намалете го веднаш. Ало, добар ден. Добар ден, намалете го тонот на телевизорот. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас, секако. Сега околу намалување во регулативна комисија. Не да се зголеми цената, него треба да му вратат пари на корисниците на парно грејење. Тие плаќат цела година, не сум јас претплатник, не се грејам со парно, цела година плаќат, а се грејат 2 месеци во годината. Па ние немаме некои такви екстремни зими, како што беше некогаш. Да грејат 6 месеци, пек треба се покачи, може би. Има трошоци повеќе, зашто ладно и температурите се ниски и мора да се грее. Ама на вакви температури, уште да ја покачува цената на парното, па ви кажа наискрено, тие се или ненормални, или се ајде да не кажам за каде. Тие треба да му вратат на претплатниците пари. Како покојосно се да му зема пари, тоа мене не ми е јасно. Ви се чини ли дека регулаторна ќе дозволи ова барање, ќе го одобри? Ама покојосно тоа да го одобри. Не ми е тоа јасно мене. Нека направат колку трошоци тие до сега има направено, еве за парно, не знам кога му укучено таму од 15 како што е сезонсково, колку од 15 ти имат грејни денови, па ќе видат дали треба да го зголемат парно или пак ќе треба да му ги вратат на граѓаните парите, да не плаќаат во летниот период, затоа што тие цела година плаќаат за 3 месеци грејење. Тоа е на нашата држава. Поздрав се во. Благодарам многу и вам за одговорите и учеството во Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме во Црвена линија. Се слушаме ли? Да, повелете. Еве вака. Зошто не е набавен газ на време? Па тоа е нормално во Македонија. Што е нормално до сега, па и гасот да биде. Ја не сум од Скопје, се јавувам од кај што нема газ. Меѓутим, за да се направи нешто, дали вие имате се клањано како невеста? Ако имате се клањано, знаете. Ако не, да ви објаснам што е клањање.
Значи, ако дозволите вие, Продолжете. ако вие дозволите малцинството да си игра играчка со вас, говорам за скопјани, во кофа не се носи газ. Ако носиш во кофа газ и да се грееш, кусо да ти е држава, кусо да ти е и свет. Газ се носе преку гасовод, нафтовод, водовод. Ама не кефте вие од Русија ефтен газ. Вие сакате американски, скап газ, да имате провизија, да ги полните буџетот. Ваш мислам, не државниот. Вашиот личен, не за вас. Се однесува за апашите, за овие крадачите. Тие ги полнат джебовите. И така нека дозволат и понатаму од Скопје. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Продолжете да не следите, да слушнеме останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, сакам да кажам нешто во врска со дали смее да поскапи парното. Па добро, никој нас не прашува дали треба или не треба. Тоа они си одлучуваат, но имаме едно друго прашање. Дали знаеме ние самата гасна топлификација што произведува? Ако произведува топлинска енергија, од една страна во ред. Од друга страна она произведува и струја. Таа струја, она што ја произведува, кој ја плаќа таа производна струја? Дали граѓаните или самата топлификација што се произведува? Затоа што она има бенефит и производство на струја, има производство на енергија и струја. А дали има производство на топлина доволно за да произведе и струја, можеби они не успеваат да постигнат. Не знам. Имам второ мислење, прашање. Старата гасна топлификација што беше на мазут, дали таа произведува топлина се уште или е затворена? Затоа што порано произведуваше таа и цената беше добра, а сега е направена оваа како бекапна или како, не знам како да кажем, као посовремена. Ама таа е направена и да произведува и топлина и струја. Ако ја произведува струја, кој ја плаќа таа производна струја? Зошто ние да плаќаме, а они да не... Така, големо благодарам секако и за учеството, а и еве гледате досега гледачите, односно граѓаните, какви размислувања имаат, дури имаат и прашања, така да оваа дискусија секако ја продолжуваме понатаму. Еве, да слушнеме останатите што ќе кажат врз основ и на она што го слушнавме досега. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Мирослав поред телефон. Поздрав до вас. Фала. Видите, днеска случајно прочитам на Фейсбук дека Мицкоски има 17 глави да мислат за него. Што мислат они? Или само идат на шишање? 17 советници. Втора работа, ако некогаш кога сте правеле тест на школа, не знаете прашањето, па ќе го препишете ако успеете. Така да и ние имаме сега што да препишеме од комшилук. Трета работа. Трговијата многу добро ја познавам. Одлично. Не можете вие месец за месец да купувате газ и да добиете добра цена. Него ќе купите најмалку за 6 месеци, ќе добиете друга цена. Значи, што е на поголемо, тоа е поевтино. Немаме здрава држава, немаме ништо. Времето е кратко, многу има. Ја може да се пријавам вака да ми со било кој од најголемите луѓе, и председател, и премиер, и да ми договорите некој состанок. Јавно на телевизија, дебат. Значи, спремен сум за тоа. Зашто сакаат да разговараме? Ви се чини ли дека регулатор на... Не можеме да се справиме никако со лоповлук. Ви се чини дека регулатор на ќе го одобрува барање од ДСМ? Ма луѓе, тоа се големи прашања сега кракора. Како ќе го мога? Не знам како ќе го одобри. Не може месец за месец. Цените се скапи месец за месец. И ви кога ви треба да ви ја... Така, благодарам и вам за учеството и секако за вашиот став.
Секако ќе потсетам дека треба уште еднаш да се заследи на социјалните медиуми и нашиот профил Црвена линија, но секако и профилот на Телма телевизија. На тој профил покрај темите на Црвена линија се споделуваат со следбениците на Facebook и насловите, односно информациите кои што се важни. Така да, еве, во односи на темата за која што денес токму со вас зборуваме, Телма го објави насловот, односно информацијата, дека по ЕСМ дистрибуција и ЕСМ производство поднеле барање за покачување на цената на парното и топлинската енергија за 20%. Оправдувајќи го ваквото барање, ќе повториме со зголемените трошоци за набавка на горево. И еве ги има поприлично доста коментари. Милорад Инглизовски напишал: Скопје никога беше СДСМ на власт, го субвенционираа грењето и струјата, а ВМРО по ова не знам, по чанство ли што е, покачување, срамота. Како и да е, ќе читаме и коментари, коментирате на Facebook Црвена линија. Сега продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Се слушаме. Да, повелете. Јас го поздравувам поскапувањето. Ќе кажете зошто. Од кај ќе се полни буџетот? Како ќе можат да си како ќе може да си ги качат платите, да ги зголемат 78%? Од каде? Мора да ја покачат, иначе нема од каде. Стопанство не работи, фабрики не работат, земјоделски комбинати уништени се тие. Има, еве се, например, од Важарска, ќе ги санираат општињата, ќе им го покријат долгот. Сите со долгој се. Тие пари се земени за долго да се покрија. Пак ќе видиме и ќе почнат поново во минус општините. Тука е тајна силата, јачината. Него има еден излаз. Излаз да направиме, да извезиме 150.000 административци во Европа. Тие ќе останат платите нивни тука, тие оттама ќе дават едно 20-30% од тоа што ќе заработуват, може ќе крениме државата. 50.000 администрација доста е за нас. Ако ги извезиме тие 150.000, речи ги административци, држава ќе се дигни. Поздрав, убав ден. Поздрав, убав ден и сега го останете се уште со Црвена линија. Имаме уште многу гледачи кои што треба да ги слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, регулаторна комисија треба ли да го одобри ова барање? Види, не стигна Божија казна, да ти кажам право. Знаеш зашто? Лани го избркавне Гркот Митилинеос да не гради когенеративна централа у Железара, а таму ни гарантираше субвенционирана цена на струјата 52 евра и ефтино парно 40% поевтино од редовната цена. И ние го избркавне. Ама сега кога од Митилинеос купуваме струја и јагмен за рек Битола. Овдека сега, да им појаснам на некои луѓе што не им е јасно. Тето е приватна централа, што е изградена во топланата Исток, со доминантен руски капитал. На топлана Скопје, директор е Милетич, синот на оној далаверџијата Милетич со печатите што се играше. Ама сега едно не ми е јасно, треба да го прашате премиерот, каде се пријателите негови што им ги нудеше на СДС, за да им дадат газ. Се сеќавате на аферата дека он има пријатели од Виена? Ама на тие пријатели, Вук Хамовиќ и компанија од Република Српска, не им одговара цената сега. Ефтина е цената, не може да заработат. Ајде сега да прашаме министерката за енергетика, пошто тоа се незини пријатели, зошто им даваат скап газ. Он на времето се сеќавате ли заборави овој народ? У наводници, како беше да се купува газ 2003 кога беше кризата. Ајде сега пријателите, викнете ги, нека дадат ефтин газ. Ке се покачи. Само ме чуди зашто 20 кога ни бараа 13,9. Па нешто регулаторна рече дока 11%. Мене тоа не ме чуди, мене ме чуди и ќе нема да ме изненади струјата ако рикне усред сезона, како што има сигнали дека 50% многу поскапувале за ноември.
Така, благодарам многу и вам и за одговорите и за учеството. Подсетуваме, Црвена линија прашува зошто не е набавен газ за цела година, зошто се набавува месец за месец. Може ли? Може. Но дали смее да поскапи парното во тек на грејната сезона и дали регулатор на Височини комисија треба да го одобри ова барање на ИСМ? Добар ден. Добар ден, Тинче. Поздрав до вас. Фала, поздрав и до Телма, цела Телма. Благодарам многу. Би сакала да реагирам зашто добивам слободна линија, а не ме приклучуваат. Од почеток, кога почна црвена линија, вртам, добивам слободно и никако да се приклучам. Тек сега, да ми ги признаете овие. Ајде да ги вратиме секундите еве на барање на гледачката со оглед на тоа што еве имавме мала поплака. Јас ве замолувам од режија да излеземе во пресред. Дали ме слушаат од режија? Благодарам да ве слушат. Зошто не е набавен газ навреме за цела година? Па како, братинче, да се набави газ за цела година? Па што ќе остане за овие наши цицачи на пари да стават во својот джеп? Па мора да од некаде да се пунат они. Они не водат сметка за народот да ви треба газ или не треба. 2 дена немаше грејење, никој ништо, сите читат. Така да парите се знае кај одат и затоа нема за цела година набавено газ. Дали ќе се покачи во грејната сезона парното? Па не е ништо чудо, кај нас е скопско и се е можно. Така да нема проблем. Може тоа да го направат, да покачат све што им срце и душа сака. Народот нека се самоđe како знае и уме, како ќе преживува, тоа е негова ствар. Благодарам многу. Не би можело од оваа страна секако да дадам информација дали била линијата слободна, не, но секако ми е драго што конечно успеавте нели да бидете дел од Црвена линија и секако еве со гледачите да споделите кои се вашите одговори на нашите прашања. Останете со нас. Добар ден. Здраво. Здраво. Па вака, што се однесе за ова плинов, вака би кажал, сега се случи некоја работа пред нова година, излезе тој Вучич у Србија со низ петрол. Тоа се е руска фирма која е земена од србите на времето. Некојаш поранешен Југопетрол што бил. И сега русите го држаат тој и преку него идеа сите тие работи, преку тој гасоводот што го затвори Зеленски. Сега он го затвори некаде после нова година, само што го затвори. И сега резервите на плин што ги има у Србија си ги чуваат за себе. Ние нашите резерви за плин требаше Александрополос да ни ги обезбедува. Дори имаме инвестирано пари таму за гасна централа за струја. Деден амерички како насилник тука им му нареди на Зајав, иди таму бргу да инвестираш $500 милиарда за таа гасна централа, од која фајде не видовме. А тоа значи дека ние требаше да земаме преку тој турски ток грузински плин. Или дали беше грузински или од ове Ерменија, не беше негова друга држава, Казахстан. Не е битно, важно, кај нас парите се тераат вака. Зимаш пари у задни тренутак. Сите други пари ги тераш преку банка со камати да зимаш. И кога ќе дојде последниот момент, Дојде и последната секунда, но благодарам за тоа што се вклучивте во Црвена линија и ги искористивте вашите 90 секунди. Напомена секако за оние кои што може би за прв пат, а ќе ми биде драго да имаме и такви во Црвена линија. Внимавајте на тајмерот, едно јавување е 90 секунди време траење. Имаме и нови коментари на нашата страница Црвена линија, Facebook. Винг Чун ги напишал следните коментари. Каква свиња, таква маст. Каков народ, таква власт. Джумерко. Воедно допишал Скопско и се е можно кај нас. Се е можно кај нас поради недомакинското работење. Продолжете со коментари, секако и споделување, ќе читаме дел од нив измеѓу јавувањата. Добар ден.
Добар ден и убав ден ако сум јас. Вие сте во црвена линија, ве слушаме. Ете така, многу болни теми, значи, од кај човек да Па такво ни е секојдневието. За жал живееме во такво општество, тоа ти се рокади колку сакаш. Само кој е оде, како викат, од шупле у празно, од едно на друго и тоа ти е. За жал така живее нашата опстојува држава и ние како граѓани. Значи, ова е срамота невидена, не знам друго што да кажам. Значи, виевам некого во сред зима, значи да биде изненаден. Снегот ме изненадува, сега еве луѓево да ме имаат парно изненадува. Значи јас имам парно буквално кај комшијата, шахтата ми е у двор, никој пат не сум се. Живеам до топлификација, не помислувам значи да се уклучам на парно и од вакви работи. Значи си играат мајтар со народот. Ке ви покачиме, ке ви симнеме, па ова е брез рамота. Парното треба да биде најевтино. Цело Скопје да бидат сите станови поврзани со парно, кога имате вие повеќе потрошувачи, нормално треба цената поевтина. Сега нашите да не чекаат од Трамп од Америка да земат газ, пошто не ви забрануваат од Русија. Не Александрополос, само им поклони сме на грците, значи, и што сега луѓето овдека ќе плаќат и ќе смрзнуваат, усред зима, па пазите, молим те, плаќаш, а не добиваш ништо за тоа што плаќаш. Ова не, и што сега можда и треба на есама струјата е да ја покачи, ајде сега луѓе грејте се на струја и струјата да се покачи. Овие се финти, значи, што ги прават играње со народот. А се знае дека за такво нешто е. Не може ова вака ти да немаш. Благодарам многу, потсетувам само внимавајте на тајмерот. Продолжуваме со гледачи. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Па вака, прво во принцип не се слагам да се качува во сред сезона парното грејање или струја или вода или било што, кога не е време за тоа. Меѓутоа, едно треба сите забораваме. За да нешто имаме во долг период, се купува однапред, се резервира однапред, се остава авансни пари дека ние ќе бидеме потрошувачи до одреден период и со договор тие средства ќе ги платиме до одредена дата. Тогаш не може да има покачување кога сака, да речеме, Бислимовски или вие или јас. Меѓутоа, ние сакаме да ни биде широко околу вратот, ама да носиме стегната, што се викам, кравата, да бидеме со подобар изглед, по-елегантно да изгледаме. Така ти и парното. Меѓутоа, парното сум за тоа. Цел град да биде приклучен на парно грејење, далеко ќе биде поевтино, далеко ќе има загадувањето, ќе биде помало, далеко поквалитетно ќе се грееме и ќе бидеме, што се вика, позадоволни. Меѓутоа, јас ќе ви кажам само еден пример, имам време. Јас купив стан 69-та година со комплет уредено, со парно грејење, со пумпи, со све, но до 2019 90 секунди е време траењето. Секако еве и ќе ве охрабрам сите вие кои што сакате нови 90 секунди, слободно завртите го нашиот број 023070005. Ќе читаме дел од коментарите, еве и уште еден кој што ни доаѓа од Селе Алексов, кој што напишал: оваа власт се ќе поскапе. Ајде нека го бойкотира и овоа поскапување и онака се бойкотираат, а после се прифаќаат. Па, зошто не е набавен газ за цела сезона? Тоа е она што прашува црвена линија. Зошто се набавува месец за месец? И дали смее според вас да поскапи парното во ек и во тек на грејната сезона? Дали ви се чини дека регулатор на ова поскапување, ова барање за поскапување ќе го одобри? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ало? Во црвена линија сте, повелете. Да? Да, ве слушаме. Еден коментар само сакам, од Струга се јавува. Повелете. Секој ден само истите луѓе се јавуваат на телефон. Никако да се добијат, други да добијат. Сега вие добивте, па еве, кој е вашиот коментар во однос на нашите прашања? Немам коментар, него не може да добијам никогаш, сакам
да се јавам, ама никако не добијам. Ама еве драго ние сега не добивте конечно и добре ни дојдовте. Еве ви се чини ли дека регулаторна комисија треба да одобри едно вакво барање да поскапе парното во сред грејна сезона за 20%? Не треба да поскапи. Според вас зошто не е набавуван еве газ за цела сезона однапред, туку се набавува месец за месец? Од толку ни е способна владата. Тоа е се? Да. Ви се чини ли дека ќе одобри регулатор на вакво поскапување? Ќе одобри со ова влада, ќе одобри свет. Добро. Поздрав. Поздрав и до Струга. Благодарам за учеството, драго ни е и што успеавте да не добиете, но на вистина не знам што да ви кажам, освен тоа дека најверојатно гледачите кои што редовно ги слушате во Црвена линија, ова истото важи еве од искуство, ќе направам дигресија и за квизот, најверојатно се упорни и постојано вртат, но драго ми е за гледачот еве што успеа да не добие и секако стана дел од семејството на Црвена линија. Продолжете да не гледате и секако продолжете и да учествувате во сите теми за кои што зборуваме со граѓаните. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Дали ме слушате? Да, одлично, повелете. Фала ви. Значи, вака неки коментари имам јас. Ја не живеам во Скопје. Добре. Коментаров мој е следен. Значи, кога неколку години, 7-8 години имам седен во Скопје, грејната сезона, кога било со парно грејање, се шетаме ни там по гол газ, да ми извините на млабето. Внимавајте на зборот. Поскапувањето не го оправдувам. Единствено нешто за кое што сум загрижен, дали може и има шанса, значи ве молам на работодавачиве, плативе да ги намала за 20%, си не знаеме што правиме. Фала ви за вниманието, убав вечер да имате, чао и чао. Поздрав, благодарам за учеството и секако за оно што го споделивте со гледачите. И добро е што еве да не заборавам јас да споделам со останатите кои што допрва ќе се вклучат. Јас само ве замолувам, правилото на Црвена линија е секако да го искажете вашиот став, но да внимавате и на употребата на зборови, бидејќи сепак сме емисија наменета за целата публика, не гледа и малолетна публика, така да употреба на погрдни зборови, на вредливи, говор на омраза и насилство, Црвената линија веднаш ќе биде активирана. Благодарам уште еднаш за гледачот Кус во исказот, но јасен. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Те слушаме, така? Одлично, повелете. Па вака сега, тој што вика со гол, значи, да не кажам што... Да, дека дојде у центар, ваму нека се шета така. У центар немаме парно ние. Ептен е слаб. Ептен. И јас со грејење во оваа сезона, да ти кажам право, измрзнав, не, изчистено парно, овакво го чиста, мајстори, не пуштаат, не само кај мене и кај другите, исто. Епа, ова сега, на прашањево да ви одговорам, не е во ред. Овакво да го покачуваат сега парно, гасот. Тина, сега многу гледачи, вие се прашувате дали регулаторна комисија ќе го покачи парното или гасот. Не одлучува регулаторна комисија. Не. Регулаторна комисија кој ќе се каже, значи има над комисијата. Одлучуваат Министерството и премиерот. Иначе регулаторна комисија е слуга на нив. А фактички е против граѓаните. Они што ќе кажат, они може да го сменат. Они го менјаваат, и на нив они се надлежни над него и на нив треба да им одговара. А не он не одговара пред народот. Благодарам ти на пријатно. Благодарам и вам и за учеството и секако за одговорите. Еве какви коментари има во однос на темата за која што зборуваме. Перо Ивановски напишал: секое покачување на цената истовремено и нови договори.
Гордана Соколовска пак напишала, треба да се стават броила за потрошена топлинска енергија, исто како за струјата, па кој колку се греел, толку да плати. Продолжуваме со вас, драги мои, да видиме кој... Дали имаме пред се некој? Добар ден. Да се доискажам ти да. А секако повелете. Знаете што на давачите кои ја качуваат киријата на кираджиите? Усред зима. Нема каде да бегаат. Не може да не може да се села зимно време. Сахрени ќе мора да припадат по качување на кирија. Така и овие употребуваат тактиката. Кога покачуваат грејење усред зима, зашто? Не може да смени грејење, мора да припади. Али проблемот морам да се смеам. Проблемот е што газ има. Немојте да народот да не мисли дека нема газ. Туку проблемот е што цената на газот трипа, а нема кој да плати разликата. Па затоа се бара покачувањето. Јас и цело време кога поменов си тврдам, ние не знаеме што не чека со струјата. Тек со струјата што ќе биде весело. Сега купува социјален мир ради избориве локални, ама сигналиве што доаѓаат од Битола не се многу оптимистички дека ќе издржиме до изборите без покачување на струја или до 2 јануари. Ќе има некоја корекција најверојатно март-април. Така некако ми се сигналите. А зошто не е набавен газ еве за цела грина сезона, туку се набавува месец за месец? Па, најверојатно затоа што не претпоставиле дека колку пари ќе им треба. И не знаат од кого да купат. Ви реков преска првото јавување, пријателите откажале. Еднаш кога имам непријатели за на некој друг да му се смееме, а сега нас кога ни треба, ги нема пријателите. Повикајте пријател. Прашајте го премиерот кај му се пријателите. Нека ги повика сега, он ги нудеше тогаш на тацна. Толку пријатно. Така, благодарам многу еве и за повторното вклучување, односно за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Јас ќе прочитам коментари, па верувам што поскоро ќе имаме и гледач на линија. Односно ќе го слушнеме. Мицковски Александар напишал, прво нека ги обноват договорите со корисниците, има луѓе кои не сакаат, има луѓе кои не може да плаќаат парно. Мири Василевска Цветановска напишала, уште поголема сиромаштија за народот. Добар ден. Дали имаме гледач? Ало, поштовање Тина. Поздрав до вас. Поздрав до цела екипа. Благодарам. До сите слушатели, гледачи. Зашто не набавиле газ? Затоа што имаме недомакински влади, не само ова влада, проблем со парното со години е. Недомакини луѓе, недомакини премиери, све. Што спомна гледач од таа централа, зашто Заев даде толку пари во Грција. Да имаше домакини, на време ќе се снабдеше газ. А што спомна Лјупчо, сакав ја да кажам. Јас гарантирам дека парното нема да се качи. Ево им гарантирам на тие парно. Ќе бидат мирни. Зашто? Затоа што рейтингот на Мицковски е паднат, ќе издржи владата, ако треба ќе се скрати, ќе даде пари за тие недостиг на газ, само за локалните избори да ги добие. Тоа е све некоја политичка игра меѓу Беслимовски, да си задржи местото и владата. Еве јас ви гарантирам, памтете ми зборот, дека парното нема да се качи. Уште месец-два колку трае грејната сезона, нема да се. Зашто? Што идат локални избори, а рейтингот на Мицковски му е паднат, бајаги, а ќе сака изборите да ги добие. А тоа, пак уште еднаш на првото прашање, зашто не наба. Недомакини луѓе, да имаше домакини луѓе, ќе немаме проблем ни со струја, ни со газ, ни со све. Ако е тоа, се благодарам и вам за учеството и секако за одговорите. Пристигаат нови коментари на Фейсбук. Наташа Игеска напишала здраво Тина, поздрав до тебе лично. Благодарам Наташа, поздрав и до тебе и до телевизија Телма. Народот во државава кој ги плаќа кредитите со камати, дали некој го праша за поскапување на парното, за поскапување на дрвата, за поскапување на храната. Или народот е само благајник за исплата. Капитализмот го гуши народот, ја уништи државата. Лазар Василевски напишал, заради топлификација ќе треба да ја бойкотираме. И добар ден. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, господине Тале, повелете, ве слушаме. Свети Антони Велики, честити
но некои се викаат Антонио, Антонела, Антонија или Тони. Денески Свети Петар, честни вериги негови. Па што да кажам, кога некој генерализира и се прави нали како не паре пророк, ми пречи вистина. Бил намален рейтингот на Мицкоски. Зошто? Дека зголеми... Ама ве молам, тоа не е темата рейтингот на Мицкоски, темата не е. Зошто не се набавил газ за цела сезона? Дали сметате дека регулаторна треба да одобри вакво поскапување од 20% во сред грејна сезон? Значи поминаа 30 секунди, не кажав ништо. Не кажавте тоа што бараме. Одговори. Добро, ама види се вака, немој да ми исклучувате. Човеков два пати повтори дека рейтингот на Мицкоски му паднат. Оди тогаш не го прекинавте, дека Мицкоски не е тема. Добро, ајде, не зборувајте си тоа што мислите. Сега, значи, ВМРО ДПМН како Македонска народна партија ви договори руски главен гасовод, Турција, Грција, Македонија, Србија, Унгарија, од кој само од Кирија ќе земавме 20, 30, може 50 милиони евра годишно. Досега че имаше мрежа ни цела Македонија, че имаше топлани на плин, че имаше рек Битола, рек Осломеј, Неготино, че имаше на плин. Но некои сака да бидат шарени парадери во името покивот на Америка, да рушат ВМРО Македонска партија и грујат... Кажете ми дали регулаторна треба да го одобри ова барање на ЕСМ? Вака сега, ретко, иако господинот Але постојано е активен и го вклучуваме, јас ве замолувам, значи, поентата на црвена линија е да зборуваме за граѓаните, за она за што се соочуваат. Во моментот се најавува, се разбира, покачување, односно има побарување од ЕСМ, да се покачи цената на парното за 20%. И тоа во екна грејна сезона. За рейтинзи, односно за зборување која партија е добра, која не е добра, не постои црвена линија, постои за граѓаните. Така да ве молам да се држиме до темата, а темата е секако таква што ќе го допре овој пат повторно джепот на народот. И времето си помина, еве ќе прочитаме и ќе соопштиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Поставивме прашање, ќе се зголеми ли цената на парното грејење среда зима, со да одговорија 67%, со не одговорија 33%. Ајде да ги погледнеме рекламите и се враќаме во студио. Благодарам многу за и ова прекрасно издание на Црвена линија. Драго ми е при се што бевте во огромен број и така верувам ќе биде и утре со новиот предизвик и новата тема за која што ќе зборуваме со вас. Сега е време за уживање и мене насмевката ми е поголема кога ќе си ги видам вака моите прекрасни соседи Ненат и Ката. Чеке малце, требало тоа предпоследно. Што правите? Јас не ве гледам веќе што правите. Еве, последни подготовки. Вие мене ме слушате или... Се слушаме ти нас. Имав другар во средно викаат ме слушате или канти тропат? Далеко од канти. Те слушаме ти на. А ние што ќе слушаме? Добра музика? Одлична секогаш. Тоа сигурно, имаме гости кои што навистина имаат што да кажат, што да споделат, а и што да отпеат. Така да ќе биде интересно и денеска. Ти нако нити си да дома остани? Нормално.